Благодарам, потпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана председателке на Комисијата за спречување корупција. Можам да кажам дека се согласувам со се што кажавте, бидејќи ги опфативте сите области во нашето општество, скоро сите, нафрливте ги спомнавте. Се е тоа во ред, но и вие сами сте свесни и знаете дека сама по себе оваа стратегија, ниту било кој закон не се доволна гаранција за справување со корупцијата и високиот степен на корумпираност низ нашите институции, всушност се доказ за тоа. Стратегијата ќе донесе, но гледаме дека во секоја област во државата тонеме и документот, како што кажа и моите колеги претходно, е обемен, сеопфатен, немаме сомнеш во тоа. Делува премногу амбициозно, но кога ќе ја погледнеме реалноста, сваќаме дека е тешка илузија. Корупцијата е една од 4 области како приоритетни поглавја посочени од Европската Унија, борбата со криминалот и реформи во јавната администрација. Но од се што ветуваше оваа власт во делот на овие области, ништо не исполни. Доказ за тоа е 111-тото место по степен на корупција од вкупно 180 земји од Transparency International и земја со високо корумпиран хибриден режим. Е така во Европска Унија, почитувани мои колеги, почитувана јавност, не може, бидејќи дефинитивно ова не се европски вредности. Стратегијата сама по себе ги дефинира целите, областите и го поздравувам незиното носење, но не гледам надеж дека ќе се постигне нешто. Зошто? Бидејќи самите рековте, председателке, дека корупцијата е закана за демократијата и недоверба кај граѓаните и дека оваа стратегија треба да е високо во агендата на сите институции. Но што правиме со јавната свест во општество во кое на секој чекор има корупција? Не може да има јавна свест кога за елементарна потреба, основна сега во пандемијата, за здравје, ако немаш пријатели или пари, немаш здравје. Да не ме сватат погрешно докторите, дека се корумпирани. Не го велам тоа. Напротив, тие самите, како знаат и умеат, се снаоѓаат во ова лудило, без доволно опрема, ресурси, капацитети и така натаму, и спасуваат човечки животи. Но сведоци сме на тоа дека здравствениот систем не е само оптеретен, туку дека е колабиран. Значи нема места, кревети по болници, нема кислород доволно, нема клексан, не дај Боже да треба итна операција, се чека со недели или месеци. Па каква јавна свест кога луѓето продаваат куќи, станови, имоти за да го платат прескапото лекување и спасување на своите најблиски во приватните клиники. А тој што нема пари е осуден да талка од болница до болница, да чека со денови кревет, да чека кислород и така натаму. Од лош менаџмент, од задоцнети мерки имаме толку жртви и толку заболени. И сега после година и кусур со пандемија на оваа власт им текна дека треба да се регулираат цените на услугите во приватните клиники. И тие ограничени за покривање на фонд до точно сума од 5000 евра. А јас знам случај, млад човек кој што се бори за живот и кој што го одржуваат на апарати во една приватна клиника, кој што само досега има трошок од 12.000 евра. Господ на помош нека им е на сите на вистина. Значи, замислете, за основното човеково право, загарантирано со Устав, здравјето, кое нам досега ни е најзагрозено, а за другите права и да не говорам. А знаеме добро дека без народ нема држава. Какви човекови права кога во извештајот на народниот правобранител е нотирано дека има 90% изголемување на преставки во делот на човекови права. Кажавте во вашето образлагање на стратегијата дека имате визија за борба со корупцијата и дека треба да наредниот чекор е мисија. Само се плашам дека оваа мисија ќе излезе невозможна. Каква визија може да има човек чија основна екзистенција е загрозена? Оваа власт ја зголеми акцизата, се поскапеа горивата, храната поскапе, се зголеми цената во време на пандемија на водата и на струјата, па маслото за јадење стана со цена од 100 до 120 денари, значи за 30% поголема цена. Што треба да прават граѓаните за да преживеат? Најверојатно ќе ги натерате да крадат. Додека пола милион луѓе
граѓани ни живеат во длабока сиромаштија, народни избраници се возат низ Македонија со скапи мотори, хеликоптери и така натаму. Дрско, нели? Скромно, никако. Додека луѓе губат работни места, не можат да врзат крај со крај во месецот, по јавните институции, преку Агенцијата за привремени вработувања, се злоупотребуваат сите шанси за вработување по партиски списоци во пресрет на предстојните локални избори, ама не грижејќи се за пренатрупаната администрација, па кој се грижи за тоа ваше ветување давано пред изборите? Важни се само гласови да се добијат, а што луѓето вратени во администрацијата немаат ресурси за работа, па и не е важно. Дали се користат, се поставува прашањето, правилно државните ресурси за справување со корупцијата? Не. Кога гледавме дека од фондот за иновации, технолошки иновации во 2019 година на криминали, на скандали, се делеа пари на партиски истомисленици или луѓе блиски на власта на СДСМ. Огромни суми за 0% иновативност. И кога вашиот премиер во 2019 ја најави како година на економски бум, излезе дека е година на шок состојба на државата, од кој шок не се ни разбуди. Државата е во длабок шок и длабока кома. Синонимот за борба, за правда, специјалното јавно обвинителство стана синоним за рекет и криење пари по мебел. Навистина огромна бурлеска беше тоа со криење на пари во мебелот на Катица Јанева, па овде јавно ве прашувам кого вие замајувате. Стигнуваме до рекет каде покрај познати бизнисмени, јавни личности беа поврзани политичари и фамозната изјава на Боки 13 на крајот на судењето каде се парите од рекет. Невидено шоу од размерот и од рангот на големиот брат. Понатаму, како Комисија за спречување корупција, навистина имате полни раце работа, бидејќи има скандали секој ден, па доволно е само да ги читаме најновите вести и да зборуваме со саати. Па добиваме впечаток дека оваа власт, дури кога спие, глупости прави. Точно е дека треба да се водиме од својот личен интегритет, ама затоа пак видовме високо позиционирани политичари, како се стекнале со скапи коли, хациенди и така натаму, и најмалку што можеше Рашковски е да поднесе оставка. И не само он. Треба целата влада да поднесе оставка. Замислете, се издаваат 215 пасоши со лажен идентитет на луѓе наркобосови од Високов, па кога прочитав дека ДЕА се вклучила во истрагата за нив, знаете што значи дека тоа што значи всушност за државата, дека Министерството за внатрешни работи и институциите кои треба да ги спроведуваат овие истраги, тие сериозно потврлиле. Па ДЕА морала да се вклучи. И не само што потврлиле, туку тие учествувале во тоа, издавајќи лажни пасоши. И логично е да се замислам па за колкава корупција и за колкави суми пари станува збор кога ќе го изгубиш разумот и ќе дозволиш да се дила дрога низ нашите улици сред бел ден. Па нели се ветуваше од страна на оваа власт дека ќе се вратат позорникари, дека нашите млади ќе бидат безбедни. А каде е тука сигурноста на нашите млади и нивната безбедност, кога по улиците ги демне опасност од сите страни? Па искрено да ви кажам, и Колумбија може да ни позавиди за дила дрога и за улично малолетничко насилство. За тоа ДЕА е вклучена, зашто нема доверба и капацитет кај нашите институции. И кој може да фати крај на целиот хаос во државава? Слушаме милионска сума за набавка на респиратори, слушаме хонорарци на влада кои работат на Facebook и Twitter, односно вашите ботови, кои што ги активираат обично во ноќните сати. Скоро 100.000 изводи, односно образци за изводи фалат и најверојатно не се ни наплатени, при што управата за водење на матични книги не ни водела евиденција. Тоа што значи? Дека и буџетот е оштетен, но дека има и фалсификат. И тоа се случувало во 2019 година, барем за тој извештај говорам. Па потоа се случуваше Лидија Димова, па Ден Дончев, па за да сега разбереме дека 20.000 лица имале по 2 матични броеви и можам да редам до недоглед. Во делот за јавни набавки сме сведоци дека се случуваат најголемите коруптивни скандали и оваа власт, само што дојде на власт, го укина Советот за јавни набавки и во ред ако бил нефункционален, но не се воспостави нов механизам за контрола врз јавните набавки и кога се случуваат волку големи скандали, јасно ми е зошто и не воспоставиле нов механизам. Во делот
здравство имате одлични забелешки за приоритетните проблеми во здравството, но главното прашање е што оваа влада направи во делот на здравството. Довршете си ја мислата. Сега, значи уште 2 реченици. Кога се уште имаме ординации кои работат на црно, кога прегледите на трудниците се наплаќаат по големи цени, кога нема заштита со вакцини на времена, па граѓаните мораат да одат во соседни држави за да се вакцинираат, благодарение на држливоста на Србија. Вие спомнавте визија, нема визија, председателке, кога е интересот само провизија. Благодарам. Реплика